Не знам дали ќе се сетите, меѓутоа таму некаде јануари на крајот или може беше почетокот на февруари 2019, значи сега ве враќам во времето пред короната, пред да короната почне овде. Веќе беше почната во Вухан. Веднаш после гостувањето на братот Сергеј со онаа група на студенти таму од Бугарија или каде беше таа школа, јас одржав една мини серија од 4 предавања во врска со стравот. Како да знаев што ќе следи, може да се предпостави. Немам воопшто пророчки дар. Така да, за денеска решив пак нешто во врска со стравот, меѓутоа стравот во врска со последната криза, која што го очекува Божиот народ. И какво влијание може да има врз нашата вечна судбина стравот. Наполеон еднаш рекол, оној кој што се плаши од пораз, сигурно ќе доживее пораз. Значи, стравот може да биде навистина мотиватор, силен мотиватор, меѓутоа може и да не парализира. Ако се сетиме таму во средниот век, стравот бил неверојатен мотиватор на тогашната црква да им ги собере парите на неуките луѓе, тогаш никој што немали ни Библија во своји раце за да прочитаат што е што и да знаат, да познаат вистината. Се сеќавате, го сте го гледале филмот Мартин Лутер, баш таму ги има тие сцени каде одат по градови, по села, по сите населени места и на една така рачно направена бина и тука изведуваат некој перформанс како тоа ќе завршиш во пекол, па какви маки таму те чекаат, значи сликовито онака за да те заплашат и да го дадеш и последниот денар, така речи, за да не завршиш во пеколот. Како да можеш да го купиш своето спасение, меѓутоа луѓето толку знаеле тогаш. Меѓутоа мене денес ме фаќа страв, иако ќе зборувам за стравот. Меѓутоа мене ме фаќа страв од помислата дека живееме токму во време кога одлуките што денес ги носиме, а кои што може да бидат клучни за нашата судбина, може да ги диктира токму стравот во нашиот живот. Всушност стравот е она што всушност го гледаме денес околу нас и она што го креира овој хаос. Читав некои податоци дека всушност сега има веќе епидемија, а допрва ќе има епидемија на анксиозност и не само тоа е некоја може да поблага форма. Луѓето добиваат панични напади, растројства заради оваа пандемија. Значи, повеќе луѓе ќе пострадаат од такви работи, може да кажеме дека постои пандемија на страв во светот, отколку од самата така наречена пандемија од COVID-19. Буквално ќе се бараат работни места повеќе за психијатри, заради тоа што има наплив. Многу луѓе едноставно се плашат, па се сеќавате на почетокот, како ако некој кивнеше. Мене беше дури тоа смешно, затоа што јас сама буквално, можеби само на почетокот, меѓутоа буквално немам страв фалма на Господа за тоа, заради верата што имам во Него, не заради тоа што јас сум нешто силен. Јас не почувствував никогаш страв, меѓутоа гледав по продавниците, ако некој кивнеше, како реагира останатите. Зборам за тие први месец-два, да кажеме, поготово. Тоа доаѓаше до израз, а може би денес случува и некој, може би повеќе панич и е плашлив. Страшно. Но, да видиме од каде се почнало. Кога станал збор за стравот, уште горе на небото, уште со падот на Луцифер. Иако зависта е причината, односно била повод за падот на Луцифер, неговата завист, за неговиот пат и за бунтот на небото, токму стравот бил тој кој што предизвикал ширење на бунтот во големи размери. Како тоа? Еве, ни кажува патриарси и пророци. Цитатот вели вака. Значи,
се случил веќе бунтот, дошло до поделба меѓу на два табора, преминале голем дел, 1/3 вели Библијата од ангелите на страната на бунтовникот, и се вели во цитатот: ангелите што му останале предани на Господа, значи оние кои што биле верни на страна на Господа, се уште го преколнувале заводникот и неговите истомисленици да му се подчинат на Бога и им ги изложиле неизбежните последици што можат да настанат. Ги преколнувале едноставно да се вратат, да се премислат, укажувајќи им на последиците. Ги предупредувале сите да ги затворат ушите пред измамничките причини на Луцифера и упорно го преколнувале и него и неговите следбеници без одлагање да се вратат кај Бога и да ја признаат својата заблуда во врска со Божјата мудрост и авторитет. Мнозина биле наклоните да го послушаат овој совет. Значи, мнозина се размислиле и биле наклоните да го послушаат советот, да се покаат за своето незадоволство и повторно да побараат милост и одобрение од Отецот и од неговиот син. Меѓутоа, Луцифер бил готов за нова измама. Каква сега измама ќе смисли? Сега силниот бунтовник изјавил дека ангелите што се соединиле со него отишле премногу далеку за да можат да се вратат, дека тој добро го познава божествениот закон и знае дека Бог не би им простил. Изјавил дека сите што ќе го прифатат небесниот авторитет ќе бидат лишени од својата чест и деградирани од својата положба. Еве, повторно искривување на Божиот карактер, погрешно представување на Божиот карактер. Страв им набил едноставно во коски. Не знам ангелите дали имат коски. Веројатно не. Но така е зборот. Значи, да не се вратат назад затоа што Господ е строг, Господ не простува, нема враќање назад. Нема шанси за враќање назад. Што се однесува до него лично, вели цитатот, решил никогаш веќе да не го признае Христовиот авторитет. Според неговите зборови, единствен пат што му преостанува нему и на неговите следбеници е да бараат слобода и со сила да ги остварат правата што не им се дадени доброволно. Значи нема враќање назад. Напред. Продолжуваме со бунтот, уште посилно, со сила ќе си ги добиеме правата кои што ни следат. Затоа што Господ е ваков, таков, лош, не простува, нема шанси, не размислувајте за враќање назад. Еве го стравот. Но знаеме дека бунтот се расширил подоцна на земјата, и Ева била таа што била прелажена од змијата, Адам не бил прелажен од змијата, ама Адам бил прелажен на многу по-перфидно тло. Како? Ево уште еден цитат од Патриарси и пророци. Повторно страв. Адам сватил дека Ева, пречекорувајќи ја единствената забрана што била поставена за да се испита нивната верност и љубов кон Бога, ја престапила неговата заповед, Божјата заповед. Во неговата душа се водела ужасна борба. Очајувал што и дозволил на Ева да се одвои од него и да остане сама. Но сега делото веќе било сторено. Тој мора да се одвои од својот животен сопатник во чијето друштво наоѓал своја радост. Како да се помири со тоа? И сега внимавајте, Адам се радувал што може да разговара со Бога и со светите ангели. Каква привилегија имале. Тој ја посматрал славата на Творецот и ја сватил возвишената задача што му била наменета на човечкиот род, ако му остане верен на Бога. Сепак сите благослови ги изгубил од вид, сите тие благослови. Таа можност да разговара со Господа, со ангелите, неверојатно. Нешто што секој од нас би можеби посакал, или па се плашиме, не знам, затоа што не можеме туку така да излеземе пред Бога. Но сите тие благослови ги загубил од вид, плашејки се дека ќе го загуби дарот кој во неговите очи надминувал се друго. Јас Ева не можам да изгубам. Така си велел. А Господ, па тоа, па не знам, сите тие можности, не. Ева е највредна во моите очи. Се плашал. Љубовта, благодарноста и преданоста кон Творецот, сето тоа било потиснато од љубовта кон Ева.
Таа била дел од неговото бите и не можел да ја поднесе мислата се раздели од неа. Не сватил дека таа иста бесконечна сила која го создала од прав, која му подарила живот и толку чудесен изглед, па во својата љубов му дала и придружничка, може наместо оваа да му даде и друга. Решил да ја дели незината судбина. Ако таа мора да умре, тој ќе умре со неа. Јас често пати знам да кажам Ромео и Јулија сцена. А најпосле мислел тој, нели може би сепак е вистина оно што го кажува лукавата змија. Знаете, значи гледате од кај потекнало тоа, од стравот да не ја изгуби Ева и сега, па може би змијата во право оно што го кажува. Пред него стоела Ева, убава и надвршно гледано исто онака каква што била и пред да сгреши. Надвршно да, немало никаква промена. Дури Адам кога сгрешил, па се случила надвршна промена, ама внатре готово, веќе ѓаволот работел преку незиниот ум. Таа кон него покажувала дури повеќе љубов, отколку до тогаш. Ова е веќе нешто. Тие први знаци на тоа гревот, како почнал да работи, и ѓаволот сега како ја користи неа, за да го совлада Адам. На неа не можело да се забележи никаков знак на смрт и тој решил да не мисли на последиците, го грабнал плодот и брго го изел. Патриарски пророци 56 и 57. Стравот, видите што прави стравот. Стравот продолжил со својот ефект во Битие 3 глава, 9 и 10, познати стихови, нели? Сме их читали кој знае колку пати. Господ Бог го повикува човекот и му вели, каде си? И Адам одговара и му вели, го чув твојот глас во градината, се исплашив. Претходно му беше мило, разговараа заедно, а сега веќе се плаши од Господа. Се плаши под наводници. Мислам затоа што има страв од Господа и страв од Господа. Зошто сум гол и си сокрив? Односно, зошто сгрешив, со други зборови. Затоа се плашам. Стравот никогаш не било Божја волја. Значи да чувствуваме, да имаме страв, тоа никогаш не било Божја волја. Стравот едноставно, гледаме дека како последица и доаѓа со гревот. Стотици пати Библијата не повикува да не се плашиме. Стотици, буквално стотици пати. Ќе спомнам само 99 од 100, не. Ќе треба да останеме до вечер. Исус навини 1.9, еден од моите поомилени стихови. Биди силен и биди храбар. Не бој се и не плаши се, зашто каде и да тргнеш со тебе е Господ твојот Бог. Сетете се на овој стих секогаш кога излегувате од дома или било што и да правите, каде и да тргнеш. Верувај дека Господ е со тебе, биди силен и биди храбар. Да не те плаши ништо. Како што велат, нели, не плашеа, па вирусот е нормално, нели, невидлив, опасен, ваков, таков, насекаде околу нас, па не знам, ке кивне некој или не знам, се задржувал 8 минути во воздухот на почетокот, вика и 300 теории. Не, вирусот не е насекаде околу нас, Господ е насекаде околу нас. Исајас, извинувам, 41.10. Не бој се, зашто јас сум со тебе, не обрнувај се исплашено, зашто јас сум твој Бог, јас те крепам и ти помагам, те подпирам со победничка десница. И не само од Стариот Завет, да прочитаме и 2-3 стиха од Новиот. Второ послание до Тимотеј 1.7, се извинувам што вака побрзо. Ги знаете од прилика овие стихови, не знам колку успевате да ме следите. Второ Тимотејово 1.7. Зашто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себе владење. Тоа е оно што Господ го дава. Дух на сила. Јован 14.27. Непосредно пред Исуса да го уапсат, знае Исус дека ќе бидат оставени учениците сами на себе, знае во каква состава се наоѓале и ги храбри, им вели во Јован 14.27. Ви оставам мир, ви го давам мојот мир, не ви го давам како што го дава светот, нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Бог не сака неговиот народ да живее во страв. Но сепак, најважната вест, најважната порака за ова време,
За нас како остаток, првата ангелска вест малте не започнува со зборовите бој се од Бога. Односно, бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Стотици пати вели не плаши се, не бој се, и сега вели бој се од Бога. Господ сака да ни порача, јасно и гласно е од ова што го гледаме, дека ако се плашиш од нешто, тогаш, ако се боиш од нешто, бој се од Бога и тоа само од Бога. Нели, сола, скриптура, во овој случај може да кажеме сола, не знам како, ама бој се само од Бога, од ништо друго. Оние стравови што ги имаш од било што друго, всушност се само доказ дека немаш доволна доверба, вера во Бога. Пораката е дека ако сакаме да ја преживееме последната криза, затоа што овие пораки, прва, втора, трета ангелска вест се за последното време е дека треба да имаме страв само од Бога и од ништо друго. Нормално за тоа е потребна тесна заедница со Господа. Лесно е да се каже од катедра или не знам. Ќе кажеме, вака се спремаме, не знам, за последното време, ова ќе правиме, тоа ќе правиме. Ќе видиме што ќе правиме. Значи, Библијата буквално ни порачува, јасно ни порачува дека не треба да се плашиме од ништо од овој свет. Сите оние случаеви кај што Господ вели не плаши се, не бој се, станува збор за нешто материјално, нешто видливо, нешто од овој свет. Реалноста е дека доколку се плашиме од било што друго освен од Бога, кој што кажав, во суштина тоа е недостаток на вера. Ништо друго. Како е опишано статукот во Откровение 14 глава? Не мора по стиховите да идеме, меѓутоа ќе спомнеме некои моменти. Тоа е група, тие 144.000, на чиисто чела е напишено името на јагнето и името на Отецот. Со други зборови го имаат карактерот Божи. Тие не лажат, тие се непорочни, девственици, тие се оние кои што ги држат заповедите и имаат верата Исусова во кратки црти. Тоа е остатокот. Сега ако размислуваме во контекст на заповедите, на законот Божи, која заповед можеме да ја видиме во оној израз бој се од Бога? И не само тоа, него го прочитавме, нели, 7 стих. Во 7 стих од Откровение 14 глава, пак ќе го прочитам, бојте се од Бога и подете му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Овде како да ги имаме сите 4 заповеди од првата плоча. И четвртата, и првата, и втората. Еве да се подсетиме на заповедите на првите 4. Ајде, до 20 глава Битие, од 2 до 5. Јас сум Господ твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Не ке имаш никакви други богови покрај мене. Не ке си правиш резан лик, ниту некаква слика на она што е горе на небото, или долу на земјата, или во водата и под земјата. Не ке им се поклонуваш, ниту ке им служиш, зашто јас, Господ твојот Бог, сум ревнив Бог. Ја посетувам неправдата на татковците, но нешто ме мразат, на децата до 3-то и 4-то поколение. Тука го имаме и судот, тука го имаме и бој се од Бога, потоа 4-та заповед го имаме остатокот од 7-миот стих, оној кој што ги создаде небото и земјата и така натаму. Од 4-та заповед во 7-миот стих. Значи, како што кажав, како да се содржани сите 4 заповеди во оваа прва ангелска вест, може да сублимираме и да кажеме дека сите овие 4 заповеди ги сублимираме да кажеме со една реченица: немој да имаш други богови освен мене. Значи да се боиш од Бога е всушност да немаш други богови освен мене. Ки си речеме, па ние немаме никаков проблем со ова денес. Па ние немаме други богови, ние не се кланиме на кипови, идоли и така натаму. Но во реалноста имаме сите по некој богче. Се извинам што велам сите, не знам. Може би некој нема.
Што се испречува пред нас, односно пред Бога, во тој однос наш со Бога. Тоа не се, нели, богови, како едно време, како што кажав, идоли во форма, нели, правени од дрво, од не знам што. Меѓутоа, еве, Дејан читаше за времето. Во зависност од тоа како го користиме времето денес, може и тоа да ни биде пречка меѓу нас и Бога. Може автомобилот да ни е Бог, може жената да ни е Бог. Може шушките да ни се проблем. Така пееше Меморија на времето, шушки. Шушките, да, кои што се голем проблем на денешницата, мамонот. Како и да е, Бог сака да немаме други богови покрај Него. Ако го видиме описот на Јов, еве да отвориме во Јов 1 глава 8 и 9, каде што, нели, Господ со Луцифер спорат, и Господ му вели на Луцифер: дали го забележа мојот слуга Јов во 8 стих? Никој не му е рамен на земјата. Тоа е непорочен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото. А сатаната му одговара на Господа: па зар Јов се бои напразно од Бога? И потоа целото действие понатаму е доказ дека Јов се бои само од Бога, затоа изградил таков карактер. Само така било можно. Како вели, Господ даде, Господ зеде. На целата таа криза што е доживеал, што го задесило за време од 24 или помалку од 24 часа. Енох, сакам да го спомнам пуката, се чудевме, мислам ние чудно или се чудиме, можеби како тоа ни вели сестра Елен Вајд дека и Библијата ни вели дека еднакво одел со Бога. Елен Вајд вели 300 години. Зборувавме за постојаност, која што е невозможна, нели, ако ние сакаме самите да бидеме постојани во одржување на законот. Па Енох со вера го правил тоа, нели е запишан во 11 глава Евреите. Чудно ни е за нас, затоа што ние 300 дена не можеме да бидеме постојани, можеби во нашето одење со Бога, или пак 300 часа, не знам. Затоа што се уште, можеби не сме научили, се уште сме неразумни, како галатјаните. Ке имаме предавања, ке имаме не знам што, тука семинари за оправдување со вера, ама и ке почнеме, како галатјаните, ке почнеме со вера, ама пак потоа во некој миг од нашиот живот ке продолжиме со дела. И се трудиме вака, така. Сега, овој ден нема да сгрешам, ова ке држам, тоа ке држам, и пак ке труснеш. И Енок 300 години одел еднакво. Чудо. Не е ништо чудно. Со Господа одел еднакво, со вера одел. Затоа бил постојан 300 години. Тоа се великани на верата. Значи, Јов се боел само од Бога, затоа ги имал тие квалитети, како што вели и самиот прв стих од првата глава. Беше некој си во земјата Уз, човек по име Јов. Тоа беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото, она што исти зборови што Бог му ги кажува на Луцифер. Што се вели во Пословица 1.7? Стравот од Господа е почеток на мудроста, но безумните ги презираат мудроста и поуката. Поентата е дека кога почнуваме да го осознаваме Господа, неговиот карактер, почнува да се раѓа и тој стравопочит кон него, тогаш свесно одлучуваме дека нема да имаме други богови, затоа што кога ќе го запознаете Господ во суштина каков е, нема да сакате на било кого друг да му служите. Едноставно така ќе се заљубите, како што брат Саше знае да каже, да нема да има простор за ништо друго тука. Нема да имате други богови покрај него. Тоа е и пораката на првиот ангел, всушност, страво почит. Во случајот со Адам и Ева, ги спомнавме, гледаме дека нашите земски врски, родбински, семејни, какви сакате, можат да играат огромна улога во тоа дали ќе влеземе во Едем, односно во Ханан, дали ќе се задржиме во Едем, дали ќе влеземе во Ханан, еве патуваме кон Ханан, или ќе се најдеме надвор од него. Видите, Адам заради тоа што ја избрал Ева, се нашел надвор од Едем.
Ништо не треба да се испречи меѓу нас и Бога. Ѓаволот е многу перфиден, значи ние не сме некое племе тамо во Амазон, па сега да не лаже со кипови, со не знам што. Ама многу е перфиден, има илјадници начини како да не сруши. Така да може да искористи секоја наша слабост и секој наш идол за да не сруши. Фала на Бога, еве брат Диме ни се приклучи. И идат времења, таа последна криза кога нашите животи ќе бидат во опасност. Може би ќе бидат во опасност животите на нашите ближни. Ѓаволот ќе делува на нас за да не размислуваме трезвено и да донесеме погрешна одлука. Тоа е, затоа велам, можеби стравови, се уште има кај нас некакви стравови кои што можат да не натераат да утре донесеме некоја ирационална одлука во животот и да завршиме кај што Бог не сака. Затоа што човек кога има страв, всушност е во раците на ѓаволот. Ѓаволот чепка и си игра со неговите емоции. Оти стравот е пред се тоа. Секој ден, всушност, ние донесуваме одлуки и уште денес ние се подготвуваме за таа последна криза. Ке можеме ли да стоиме цврсто во тоа време, тоа е прашање големо. Тоа ќе биде можно, пак ќе кажам, ако имаме само страв од Бога, од ништо друго. Ако имаме страв од Бога, тој страв од Бога ќе ги потисне сите други стравови во нашиот живот. А ако немаме страв од Бога, тоа всушност покажува дека ние немаме доволно доверба во Него. Тој не е авторитет во нашиот живот. Откровение 14 глава ни укажува на Божиот верен народ кој што има целосна доверба во Бога. Го следат јагнето каде и да појде. И целосна доверба во Бога и се плашат само од Бога. Се бојат само од Бога и затоа се уништени сите други стравови во нивниот живот. Затоа што ако тоа не е случај, тогаш тие стравови ќе подкопаат нашата доверба во Бога и можеме да завршиме, да се одвоиме од Бога и да завршиме во пропаст. И тоа навистина се гледа низ целата Библија. Еве го проучувавме Саул. Од страв решил да жртвува на Бога, да не го дочека за малку Самуила. Давид од страв го сокрил гревот и направил уште поголема белја. И листата е долга. Имаме долга листа на вакви нешта во Библијата. Ирод, ако го спомнеме Ирод, кој што според Елен Вајд од Копнежот на вековите бил близок пријател со Јован Крстител, како завршило да тој биде видовен за тоа што му ја одсекли главата на Јован Крстител, на неговиот пријател. Тој многу го почитувал него како пророк. Ама се било во врска со стравот, сега да не се задржуваме многу на, имам тука цитат. Прво, целата таа сцена на роденденската забава, виното, значи дејството на алкохолот, лекомисленоста и така натаму, неговиот предлог дека ќе даде се што ќе биде посакал на Иродијада и искористила приликата да му се одмазди на Јован Крстител. И потоа човекот не можел да дигне глава од страв, цело време му била мачена совеста. Се плашил кога слушнал за Христа. Што помислил? Од страв. Ова Јован Крстител воскреснал, сега тешко мене. Дошол по мене. Се сеќавам, со кого правихме многу скоро, не знам, на тие моменти во Шведска првите месеци, па може сум ви спомнал на некој од вас овде, каков страв владееше, затоа што наводно ете некој сатаниста таму нешто не тероризира, влегува, пишува погласни табли, црта сатански знаци, секирчиња, не знам што. Иако тоа беше, многу добро знаев дека тоа беше наместена игра, но ајде да не навлегуваме во тоа,
ве гнјавам да ве замарам со тие работи, сакам да кажам, стравот е страшна работа. Така ќе ве парализира. Или може да ве мотивира, како што кажав, ако ве гони лав, ќе трчате како никогаш во животот што сте трчали. Се сеќавам на брат Зоран со тој сон со лавовите, како беше. Пилат, Марко 15:15, вели тогаш Пилат, сакајќи да му угоди на народот, им го пушти Варава, а Исуса, откако го бичуваа, го предаде да биде распнат. Од што се плашил Пилат? Па ќе ги изгуби следните избори, ако го ослободеше Исуса. Заради тоа го предаде Божиот син, иако беше осведочен дека тој е праведник, светец Израелев. И зошто зборуваме всушност за стравот? Како што кажав, затоа што кога се плашиме од нешто или од некого, а тоа не е Бог, ние му ги предаваме своите чувства и емоции во рацете на сатаната, под негова контрола. И како резултат на тоа донесуваме обично себични, тесногради, ирационални одлуки во животот. И тоа може многу да не чини. Значи, да се боиме само и само од Бога е клучно во тоа дали ќе ја добиеме последната битка. Откровение 14 глава, тие 144,000, кои што верувале во Бога и се плашеле и се боеле само од Него, затоа и ќе извојуваат победа, се луѓе кои што ќе произлезат од една криза, кој што ни е опишена во Откровение 13 глава и многу добро знаеме. Ако читаме од 11 до 17 стих, не мора сега да читаме, меѓутоа тука е описот на вториот звер, на Америка, како тоа ќе му помогне на првиот звер, на папството, во враќање на неговата власт, на неговата сила. И што читаме овде? Ќе ги натера, ќе направи со сила, со што? На кој начин? Со страв. Сите жители да се поклонат на првиот звер. Потоа вели, ќе направи да бидат убиени оние кои што нема да се поклонат на ликот на зверот. Ќе направи сите мали, големи, богати, сиромашни, слободни роби да им се даде ознака на десната рака. Да не може никој кој што ја нема таа ознака, кој што нема жигот на зверот, да не може да купи и да продаде. Што значи ова, знаете ли? Многу добро знаеме. Меѓутоа гледаме дека зверот и овие зверови се служат со страв. Тоа го гледаме. Бог не функционира така. Бог е љубов. Кај него нема принуда. Неговото владење се базира на љубов. Љубовта е кај него мотивирачки фактор, не стравот. Како ќе се однесуваме во последна криза? Ќе речеме, па ќе обстоиме, ќе издржиме, вака Господ ќе даде, окей, лесно е да се каже, но што ќе се случи кога ќе почне уште првиот ден? Еве, да речеме, дошло време, не можеме да купиме, не можеме да продадеме. Кога ќе почнат да ви свират цревата? Онака раштимано, знаете. Па првиот ден, па вториот ден, уште повеќе ви свират. Што ќе се случи кога не може да влезете во продавница, затоа што сите сме се закатанчили во градови и зависиме од овој маркет, од оној маркет, па сега чекаме Lidl да не отворат. Па за Lidl, тоа е поим, еве ние чекаме во Штип Lidl, кој знае кога. И тоа во наше мало кобајаги таму на јавија. Пошто и онака сме без продавница оваа година и пол-две. Добро би ни дошло, ама во вакво време, што ќе ти помогне Lidl? Ќе бркаш таму негде дома по подруми, по не знам што, да најдеш некој старо гравче, ориз, не знам што, за да свариш некако да поминеш ден. Што ќе правиме ако синот, внукот, внуката речат: мамо, дедо, бабо, ми се јаде? Не се едноставни тие работи. Како тогаш, како ќе ги прибереме тие наши емоции? Значи, ако немаме само страф од Бога, ако имаме само страф од Бога, тогаш тие стравови ќе ги нема. Господ
ветил, Господ ќе ни даде. Господ нема да не остави. Треба да имаме вера, да се подпираме на неговите ветувања. Еве колко е едноставен одговорот во Матеј 6 глава во проповедта Исусова на гората на блаженствата. Токму на оваквите кризи не сме можеле да купиме и да продадеме. И што? Ќе останеме гладни, ќе умреме од глад? Што вели Господ? Матеј 6, Господ Исус 6 глава 37 до 34, убави прекрасни стихови во овој контекст. И така не грижете се, не се плашите, велејки што ќе јадеме, што ќе пиеме, што ќе се облечеме. Па што јадеа, што пиеа израелците 40 години во пустината? Што се облекуваа, кај одеа? Вајкики? Немаше вајкики тогаш. Вика, дека таа облека што беше на нив не изветви обувките, што обувки ќе беа? Од пеко? Не. Значи, тоа е Господ. Зошто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека тоа ви треба, па Господ вас ве создал, знае дека треба да јадете и да пиете. Што се секирате? Што е битно? Да го бараме првин Царството Божие, неговата правда, а тоа другото не се секирате, тоа ќе ви биде додадено, ќе ви се даде. Јас знам дека тоа ви треба. Ама плашете се само од мене. Имате страв само од мене, а не да се плашите што ќе јадам, што ќе пијам, или што ќе се случи утре. 34 стих, и така не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си, доста му е на секој ден неговото зло. Кој знае колку пати дома со Снеже ќе разменуваме информации, она прочитала нешто, јас сум прочитал, леле, што ќе биде сега, како ќе биде утре, па еве нов бран, не знам ова. И јас најчесто одговарав, не знам дали е тоа од вера или од што е, ама баш ми е гале што ќе биде утре. Ич не ми е гале што ќе биде утре. Сега колку не ми е гајлен, не знам, јас си знам. Меѓутоа, таков треба да биде нашиот став. Господ ќе обезбеди се за нас. Сега, нормално, сега тука можеме да полемизираме, да збориме, па сега ќе седиме во град и утре Господ ќе ни даде. Зборам сега за последната криза. Господ ветил леп вода, Господ барем лепи вода, да преживееме. Ветил. А факт е дека точно дека ние каснеме и дека ние требаше одамна да бидеме таму некаде и да живееме, да си одгледуваме здрава храна и да здраво се храниме. Затоа што ако сме таму некаде на свеж воздух, сегавате зборувавме, кај што има негативни јони, интересно, таму на свеж воздух, кај што има негативни јони, ќе бидете секогаш негативни на COVID ваквото. Тестот. Каде што има добра вода, не онаа флашираната, кај што можете да произведете органска храна, тоа се тие 9, колку беа, 8 доктори беа или 9? Се извинувам. 8 здравствени правила, 8 доктори, ако нив ги почитуваме, каква корона, каков грип, какви бакрачи. Господ се ни дал, само треба да се боиме од Него. Значи и да не можеме да купиме, Господ знае дека треба да јадеме, Господ рекол не грижете се. И нема што да се грижиме и за утре што ќе биде, затоа што Господ тоа го вели, не е наше утрето. Дури ако нашиот живот е опрашање, Матеј 10:28, не бојте се, не плашете се од оние кои што го убиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку бојте се повеќе од оние кои што? Може да ги погуби и душата и телото. А тоа е Бог. Бојте се од Него. Може ќе ви наштетат. Може и ќе ви убијат, ќе ви го прободат телото. Меѓутоа, битно е душата. Затоа пораката денеска е да имаме страв само од Бога. Тогаш Господ ќе ни помогне да ги истиснеме сите стравови во нашиот живот, да имаме секојаш чисти мисли, со тоа ќе имаме и
добро насочени, канализирани емоции, нема да можеме да паднеме утре на било што, нема да дозволиме да паднеме во било каков страв или стравови, затоа што тоа може да биде кобно и одлучно за нашата вечна судбина. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин. Боже и Господе, коленичиме на нашите слаби колена, понизно пред Тебе, за да бараме од Тебе прошка, Господи, за многу ситуации во кои што сме Ти изневериле и многу често заради некои стравови, наши стравови, со кои што се уште водиме битка. Но тоа е само заради тоа што не сме научиле да се боиме само од Тебе. Да имаме целосна доверба во Тебе, Господи. Затоа што само тогаш ќе исчезнат сите останати стравови и ќе можеме цврсто, со силна вера да чекориме напред, без оглед на тоа какви се неволи следат, какви се пандемии и наместени работи од зверовите и од Твоите непријатели на овој свет. Засилени ја Ти верата, Господи, ние сме слаби, помогни ни да целосно Ти се предадеме, да Ти ги предадеме комплетно целите наши животи, затоа што секој од нас има некоја слабост, тоа ѓаволот многу добро го знае и може многу лесно да го искористи, за да не сруши и да завршиме таму кај што Ти не сакаш. Туку да бидеме во спасените, во онаа бројка од 144.000, живи да го дочекаме Христа, нашиот Спасител на облаците. Но за таа цел и за да ја пренесеме пораката, конкретно е првата ангелска вест, бој се од Бога, ние самите треба да го живееме прво тоа. Да имаме страв само од Тебе, тогаш ќе можеме без никакви притисоци, без никаков страв да излеземе и да ја однесеме пораката и на луѓето кои што мнозинови желно очекуваат такво нешто, да ја слушнат, да се одзвијат и да дојдат кај Тебе. Помогни ни, Господи, Ти во тоа. Помогни, Господи, посебно на оние кои што се болни, кои што страдаат, на кои што им е потребна Твојата исцелителска рака. Пред се за брат Крсте, се молиме, се уште е во статус-кво ситуација. Тоа е во Твои раце, како и неговиот живот, како и сите наши животи. Затоа, Господи, го предаваме во Твои раце, за да наша желба и молитва е да го кренеш и да го видиме еден ден жив и здрав тука во нашите редови, не само тој, туку и целото негово семејство. Те молиме и за брат Диме и сме радосни што го видовме ова утро овде. Се надеваме дека има позитивни резултати, но што и да е, и неговиот и сите наши животи се во Твои раце и треба да имаме само страв од Тебе. Водине Ти со таа мисла во остатокот на овој свет саботен ден, дај ни цврста вера, дај ни силни искуства и благослови, а за се сме Ти неизмерно благодарни во Христово име.